Веќе најав Сашо Коруновски и Атанас Кочов, универзитетски професори, какви студенти подготвуваме, какво високо образование очекуваме, што се предизвиците најмалку во наредните 2 децении. Застанавме зад белите кошули на професор Кочов како израз, да речем условно, како некаква бизнис акомодација, нели, на идните бизнисмени или студенти, меѓутоа наспроти тоа стојат, нели, те бермудата кај информатичарите и така натаму, ноншалантниот пристап што го диктираат Google и сите други. Но, многу е поважно од ова. Дали ние студираме по стандарди кои преку методологијата ги изучуваме луѓето на селективноста на знаењето, на пристапот на знаењето, кон знаењето и така натаму. Професоре? Па не секогаш. Тоа е пак, како што беше многу пати спомнато и претходно, зависи од личниот ангажман и предизвик на еден професор. Затоа што тој е суверен во својот дел и многу е важно тој да осеќа предизвик и за да го пренесе тоа знаење. Несомнено е дека сите располагаме со некое знаење. Меѓутоа трансферот на знаењето, ние сме емитори, а имаме рецептори на тоа знаење. Треба на иста фреквенција да се донесеме за да го пренесеме тоа знаење. За да тоа знаење, гледате колку пати ние се сеќаваме на нашите професори. Оние не на сите, но оние кои што успеале да стигнат до нашите мисли и да не потикнат да работиме и да правиме. Значи ние, ево малку и ајде историски ќе речам, професор било секогаш престижна и почитувана професија. И тоа не стравопочит да внесеме кај студентите, туку еден вик на предизвик да тие да сакаат да знаат, а не тоа процес да се претвори во едно формално одење и полагање на испити. Верувајте, и тоа збир од формално полагање е збир на формална диплома. На крајот на денот, денес ние се повеќе, за цела среќа, го цениме вистинското знаење. Како до него, професор Кочов, с оглед на екзактноста на науките кои ги предавате и пренесувате? Видите, вистинското знаење на студентите има неколку начини на кои што може да се провери дали е навистина вистинско или не е вистинско, а тоа едно од мерилата треба да биде и преку воведување на процес на евалуација, самоевалуација во рамките на наставните процеси. Меѓутоа ќе ви кажам една работа. А од искуство, 30 годишно искуство и работа во високото образование, оној студент или оние студенти кои што навистина се имаат заложено во текот на студирањето и кои што имаат вложено време и труд, верувајте дека се навистина квалитетни и тие своето место го имаат најдено во соодветни институции во државата или надвор од државата. За мене не представува голем проблем ако дел од кадрите одат и надвор. Тоа е за нас на некој начин представува и потврдување дека сме биле добри во извршувањето на сопствените задачи како наставници на универзитетите. Лошо ќе биде ако тој број е многу голем. Во тој случај ќе имаме проблем со оние кои што ќе бидат странски инвеститори и што се покажува. Значи генерално странските инвеститори не може да дојдат до оној број на кадри кој што е неопходен за да може да го ангажираат во своите фабрики. Сега генерално, за да знаеме квалитетот на образованието дали е добро или не, мора да постои одборот за евалуација кој што мора да функционира и кој што мора да биде независен и кој што во одреден временски период ќе прави евалуација на наставните планови програми и некакви анкети кај студентите на сите универзитети во државата за да добиеме реална слика на кој степен е квалитетот на образованието. Без таков систем, тешко дека ќе можеме да оцениме дали имаме квалитетен или неквалитетен и кадар и студенти кои што излегуваат од универзитетските. Нашата тема која е помалку парадоксна на македонското секојдневие. Од една страна има впечат дека има една општа хајка дека е неквалитетно високото образование. Постои перцепција дека многу имаме универзитети. Од друга страна, почнаме веќе да трубиме дека остануваме без квалитетни кадри. Ако тие не се квалитетни, не би биле конкурентни на странските пазари. Каде е тука различноста во ова што вие го велите, оно што сака да се образува по методологиите на знаење, тоа е конкурентен. Така, видите, што е основниот проблем кај нас? Она што јас лично го гледам,
Значи, од една страна, што го рековте вие на почетокот, има закон за високо образование, прашање е колку е тој имплементиран. Значи, ако сакам Не е имплементиран, после ќе ви читам, ништо не е од тоа. Апсолутно. Една година е донесен. Се согласувам, една година е донесен, не е имплементиран. Значи, не можеме ние да немаме евалуација и само евалуација во рамките на универзитетите. Да, одредени единици тоа го прават, меѓутоа на ниво на држава го немаме. Сега, паушално е да кажеме дека квалитетот ни е лош. Иако јас можеби ќе се согласам дека квалитетот ни е лош, бидејќи немаме стратегија за тоа колку студенти ни требаат, колку се вложува во истражување, колку се вложува во наука, колку се вложува во на некој начин до едуцирање на кадрите кои што не се и така натаму, бидејќи тоа се врзани садови се. Но генерално, се додека не профункционира независен систем на евалуација за да оцениме, да видиме на кое ниво ни е квалитетот на образованието, не може. Ако не се зголеми буџетирањето на високото образование, сега имаме 0,2% од GDP, тоа не е ништо. Тоа значи дека тоа се платите на вработените во универзитетите. Ако не се воведе приемен испит за да воведеме на некој начин селекција на кадрите кои што ќе се запишат на универзитетите, ако не се одредат реални квоти кои што ќе одговараат на општествено-економскиот развој, значи тоа се сите сегменти кои што влијаат на квалитетно образование, а кои што кај нас ги нема. Високото образование е пирамида на врвот од пирамидата на образование. Меѓутоа ми се чини за да станеш студент, треба да го прегрмиш ова 9-летно образование кое според сознанијата што циркулира дека сме меѓу најнеквалитетните ученици излегуваат од тоа образование. Денеска парадоксот е дека битка е меѓу сите петкаши да се запишеш, што не е реална конкуренција. Средното образование се повеќе останува на надвор од генералните ресурси на стратегијата на економскиот развој. Ние не знаеме колку ни треба технолози, колку, освен IT инженери. Станува помодасто како на времето направени економски сите, сега сите одат на IT, на финки и така натаму. Веројатно со доглед на време и на машински. Што е разликата сега? Генезата на неквалитетот на образованието произлегува меѓу другото и до факултетите, но и до целиот, да речем условно, систем на образование. Се разбира, тоа е цел систем. Не можеме ние да го одвоиме средното од високото образование. Онај што ќе заврши средно образование кој има 17 или 18 години е истиот онај кој што ќе се запише на факултетот. Значи, тоа е влезна врата во нашиот систем. Затоа ние се пробаме да се поврземе со средното образование. Да видиме кои се таму тенденциите, кои се афинитетите на средношколците, за да ги прилагодиме, за да не се исправи тој пред зид, да не знае што се случува сега во високото образование. Всушност, како? Врз основа на интерактивност меѓусебна или како можност универзитетот да регрутираат способни кадри од и едното и другото, затоа што сепак тоа е нашиот базенот кај што влечиме. И точно во разговори со професорите, ние треба да видиме кои се преференциите на тие деца, како размислуваат, за да сме спремни кои ќе дојдат кај нас, веќе да ги ставиме во системот кој е веќе прилагоден према нив. Затоа направивме едно тело кое што е заедничко директорите на сите средни училишта во целиот регион кај што делуваме и деканите. Ние разговараме на средби и споделуваме размислувања што се проблемите и како да се тие... А кај ви се корпорациите? Корпорациите доаѓаат да ви кажат еве тоа ни треба. Тие се од другата страна и со нив разговараме, се разбира, и она што зборуваме дека се помалку има од друга страна пак базенот за вработување е кај нас, нивниот, и се повеќе стипендии има сега. Зошто? Затоа што тоа е начин да ги врзат оние талентираните дека нема да заминат негде друго место, туку ќе ги регрутираат веднаш. И тука е тоа образование кое што се темели со многу пракса. Со реална пракса, а не некој кој што оди на некаков факултет да оди таму само да се шета безцелно, туку раководители да практична настава да бидат точно од другата страна, назначени лица од стопанството или од јавниот сектор. Професор Кочов, сте докторирани во Америка, сега ќе ви цитирам наш експерт, професор Венка Симоска, која тука била пред 30 години, сега професор на универзитетот Ахус во Копенхаген. Реформите во македонското образование се произволни, недоволни, неразбирливи, непроверени, дискутабилни. Кога би го прашал Атанас Кочов како доктор на Вашингтонскиот универзитет, кој сега предава
што од ова е точно, а што мисли дека е неопходно дома да коригираме. Да, само една мала корекција да направам. Јас започнав докторските студии на Универзитетот во Вашингтон, 2 години бев таму, потоа докторирав кај нас, а потоа бев повторно на после докторски студии на Добро, ја тоа доусовршување. поедноставно риторично, за да биде подинамично. За да не сватат погрешно гледачите, но во секој случај да. Ќе ви кажам една работа. Ова кое што и колешката го има споменато, многу работи се точни. Зошто? Прво и основно, бираме нови кадри кои што треба да бидат инволвирани да работат кај нас на универзитетите. Не е само бројот да го пополниме со нови кадри, нови истражувачи, него тие исто треба да се обезбедат соодветни услови за нив за да можат да работат на магистарски, докторски програми, за да истражуваат, а потоа сето она што ќе го осознаат да го имплементираат во наставните програми и да ги променуваат. За жал, со оглед дека многу од младите кадри не излегуваат надвор од државата, не аплицираат, а можности има, да се разбереме, можности има. Не постои друга држава како ова наша држава која што дава стипендии за школување за докторски студии или за последипломски студии надвор од државата. Тоа значи дека сите оние кои што се ново примени на универзитетите, ако аплицираат на еден од првите 50 или 100 универзитети во светот, ќе добијат место и таму ќе може да го направат тоа истражување и да се вратат тука да го имплементираат. Значи се зависи исто и од желбата. Тоа значи дека тој процес на постојано истражување, наука, пронаоѓање, објавување, транспарентно излегување надвор од државата и враќање на сето тоа знаење или пренесување на новите кадри е од енормно значење за да можеме да добиеме квалитет во високото образование и квалитетни студенти кои што ќе завршат кај нас. Колку е поголем бројот на луѓето кои што во универзитетската или во академската фела ќе се насочат на меѓународната димензија, толку поголем ќе биде квалитетот. И од таа гледна точка колешката можеби е многу во право, кога бидејќи ако почнете да набројувате колку од нашите кадри излегуваат надвор, дали на докторски, постдокторски, на некакви стручни усовршувања и така натаму, ќе видите дека процентот е премногу мал. Не сакам да манипулирам со бројки, ама ќе ви кажам дека сигурно по мое тврдење нема повеќе од 5% од академскиот кадар кој што редовно тоа го прави. Што недостига во овој амбиент? Со оглед на фактот дека се повеќе странски инвеститори доаѓаат. Иако за волја на вистина се е тоа повеќе ноу-хау кое е репродуктивно, кое не е, да речеме, иновативно. Што недостига во овој концепт? Да се ускладат реалните потреби на корпорациите, реалните шанси да се алиментира еден дел на високообразовни кадри кои ќе бидат податливи за пазарот на труд во Македонија и во светот. Во овој амбиент недостига вистинска конкурентност, според мене. Многу често да, овие корпорации влегуваат, но тие покриваат само еден сегмент од пазарот. Другиот важен сегмент е јавниот сектор. Често тука критериумите се други и мислам дека колку тој вентил го стеснуваме кон јавниот сектор, повеќе ќе се оди кон оваа природна селекција на најдобрите. Селекцијата на најдобрите е основниот услов дека вие сте избрале вистински играчи и сте ги дистрибуирале на вистинските места. И тогаш ќе видите дека, затоа не случајно реков дека тие поаѓаат со еден вид на знаење, но тие се отворени системи. Тој брзо ќе учи и ќе се надокнадува онаму кај што ќе го пратите. Затоа мојата, да речем, интенција е се повеќе да се стега овој обрач околу јавниот сектор, за да вистински конкуренцијата излезе на виделина. И тогаш точно ќе знаеме имаме ли квалитет, прифатливи се тие за пазарот на труд или треба да обука. Ние не треба да сме со доза на ароганција, па да речеме па не знаете вие ние што све даваме. Напротив, треба ги слушаме работодавачите и да ги имплементираме нивните сугестии во нашите програми. Затоа мора да се прилагодуваме едни кон други со нивно разбирање дека нашите студенти не се само за нив, дека тие имаат кариера која што можеби ќе флуктуира и на други места. Значи, тој е еден отворен систем. Добро е дека почнува да се разработува, а тој бран на освежување точно тие странски инвеститори. Што повеќе го стрегаме обрачот околу јавниот сектор, ќе го отвараме обрачот на вистинската, пазарот на вистинската конкуренција. Ја мислам дека вие сте најкомпетентни од овој состав кој повеќе време ги донесувам во студиото, да зборува законот за високо образование. Прво да ви честитам бидејќи по него сте прв кој е избран врз основа на новите правила. Да. Непосредно гласање,
имавте и конкуренција. И ректорот на Гоце Делчев, Блажо Боев, исто така е вториот избран. Меѓутоа, сега читам. Телата се во фаза на конституирање. Национален совет кој треба да брои 15 члена не е формиран. Агенцијата за квалитет како стручно тело не е формирано. Одбор за акредитација, одбор за евалуација за која зборува професорот Кочов, ништо тоа не е направено. Статутите на универзитетите уште се килави, без некои со одобрени, некои без одобрени. Ако тоа после година дена не е направено, а ние разговараме за динамични промени после 20 години, што ќе правиме? Што е тоа што ве кочи? Амбиентот, вашата инертност? И од двете, веројатно, знаете што, амбиентот беше јасно дека во оваа година имаше приоритети. Тоа секој мора да го признае, но овие тела што ги спомнувате имаше точно една година и се доцни еден месец. Но не гледам некоја интенција дека тие во скоро време можеби ќе бидат формирани или нема да бидат. Од друга страна, пак ние има и кај нас една инерција да продолжиме онака како што и претходно по еден инертен пан да се однесуваме. Затоа викам не е вината секогаш само на едната страна. Но важно е да во законот препознаеме развојни елементи и да, она што значи контрола, евалуација. Ние имавме и екстерни евалуации од Европска ИЕП. И тука е таа јасна слика. Знаете што, кога стигна на нашиот универзитет екстерната евалуација од Европската асоциација на универзитети, ми рекоа имате една недела да приговарате за забелешките. Јас реков, па нема што да приговарам, ова е вистинската слика, онаму кај што сме добри, кај што не сме добри. Јасно беше една вистинска слика како се гледа еден универзитет. Значи, ние сега треба, заедно со Министерството, да седниме и да ние да ги одредиме тие приоритети. Кој стравува тоа? Еве, одбор за акредитација ќе дава одобрение за формирање на факултети. Тој постои, ама се покаже какви одобренија дава. Одбор за евалуација за кој зборува проценка на квалитетот на факултетот и универзитетите не е формиран. Што правиме? Стравувате од тоа дека овие нови тела, ако бидат валидни и авторитетни, можат да детектираат прилично слабости кај вас? Не. Онај кој што стравува работи на краток рок. Знаете зошто? Затоа што одржливоста е да вие се поправате. Не сме ние идеални, ниту пак некој има идеален универзитет во светот. Но што побрзо ги знаете, што побрзо огледалото го исправат пред вас, вие не можете да се поправите ако не знаете кои се вашите слабости. Отворени сме да се соочиме со реалноста. Но со реалноста, а не со фингирани некакви извештаи кои што имаме искуства дека беа правени. Значи, кога ќе направите еден отворен систем и транспарентен, тогаш нема кој да приговара дека нешто некој вака е. Кочев и за вас исто го прашам. Јас не бе согласал со колегата, со ректорот Коруновски во дел од прашањата. Значи, за мене не сум дел од управата ниту на универзитетот, ниту на факултетот, меѓутоа непоимиво е од една година по донесувањето на Законот за високо образование, посебно е и нашиот најстар, најдобар, најквалитетен универзитет, се уште да нема статут. Па дури мислам дека и УКЛО го донесува статутот со задоснување можеби од 5-6 месеци од донесувањето на Законот за високото образование. Непоимиво е да нема формирано совет, национален совет за високото образование. Непоимиво е да се реши начинот на финансирање на високото образование. Непоимиво е да не постои агенцијата, бидејќи сето тоа се сегменти кои што мора да допринесат во подобрување на условите на работење и студирање на сите универзитети во државата. Внимавајте, сепак постои ректорска конференција, влијанието мора да се направи врз Министерството за да се ускладат сите овие работи. Не може високото образование да трпи затоа што имаме нефункционални одредени одбори или органи. Се знае постапката која е. Ректорската во соработка со Министерството да се донесат сите овие, односно да се изгласат, да се формираат сите овие тела, за да можеме да почнеме, бар од новата академска година, да почнеме да функционираме правилно. Во овој случај, внимавајте, една година е изгубена.
кај изгубивме многу години претходно нели со начинот на финансирање, еве уште една година, меѓутоа мора да се стави крај и мора да се продолжи по нова патека на развој на високото образование во државата. И колку поскоро тоа се случи, толку мислам дека работите ќе може да се поправат. Дали ние сме подготвени за новите предизвици, например нови дисциплини, нови области, преработка на отпад, екоиндустрија, новите технологии и дигитални предизвици? Едно е општеството, дали универзитетите знаат и можат да извршат пресија врз општествената свест и општата култура? Знаете како, прво универзитетите и вработените на универзитетите треба да се направат сопствена пресија, за да сватат дека сето она што сега го кажавте, дека не е една дисциплина, дека е мултидисциплинарно и дека мора да постои соработка помеѓу одредени единици во рамките на универзитетот за да можеме да одговориме на тие предизвици. Например, рековте преработка на отпадот. Најновите трендови се така наречена циркуларна економија или затварање на животен циклус на производ и така натаму. Пазите, тоа не е чисто машинство, не е чисто инженерство, тука имаме и делови кои што се од општествените науки, имаме и од она што значи инженерство на животна средина. И сега ако погледате во рамките на Меѓутоа науки како етички и правни и се комплетно нормите кои што ќе се да. поставуваат. Да. И сега ако погледате ќе видите дека на ниво на универзитети такви дисциплини постојат на повеќе факултети и секој поединечно различни или можеби исти идентични содржини имаат. Тоа значи дека интерно не сме спремни да прифатиме дека една таква нова дисциплина дека треба да биде мултидисциплинарна и дека таа треба да предизвика сплотување и соработување помеѓу различните единици на универзитетот и истражувања кои што се дадени. Ако одите во еден проект во Хоризонт 2020 или сега по новата FP9, па вие нема да успеете како една единка, како машински инженер да добиете проект што е за циркуларна економија или за екоиновации. Тоа мора да бидат мултидисциплинарни тимови, бидејќи секој ќе си го земе своето место. Пак ќе се вратам на она што рековте Мерцедес. Мерцедес не е се машинство. Имате електроника, имате автоматика, имате сите оние, имате информатичко-комуникацијски технологии и тоа се тимови кои што се мултидисциплинарни кои што заедно работат или така наречено конкурентно инженерство кое што денеска е на пазарот. Затоа велам, прво треба интерно да се направиме собствена пресија, да видиме како ќе успееме меѓу себе да се умрежиме и да почнеме заеднички да размислуваме и да соработуваме за да ги примениме сите тимови. Сега ќе бидам малку контраверзен и кон себе и кон нашата реалност. Ако ќе ви искористам вас како архитект и експерт за заштита на нашите природни реткости и историското наследство. Главно се занимавате и со Охридската ситуација, Охридското езеро. Нам не се заканува Охрид да го изгуби статусот на УНЕСКО, на споменик на културата и на... Ако ние тоа го изгубиме, дали се смесни дека благодарејќи на заштитата на минатото ја губиме иднината? Гледате ли парадоксалноста во кое разговараме за иднина со методи на заштита на минатото? Што е тоа што вие сте, меѓу другото, професор на туризам на Охрид. Охриѓани се свесни, Македонија е свесна за тоа? Мислам до последното предупредување не беа свесни, ниту бевме свесни, морам да кажам. Мислевме дека проблемите некој друг ќе ги решава и дека некако по автоматизам некој ќе премолчува како што премолчувавме сите. Но ситуацијата стигна во испорачани веројатно во Баку сега ќе го добиеме она што треба да го добиеме, а тоа е да бидеме ставени ние на така наречено на огласна табла на страмот каде што стојат местата на предизлегување. Значи сега, се разбира дека кога вака размислувам, пред 40 години сме запишани, а сега треба да излеземе. Наша е одговорноста за она што се случувало. Никој не ни е крив од надвор, затоа што ние наместо да го валоризираме, пазете, тоа е капитал. Наследството е капитал. Вашата основна задача тој капитал да го пренесете за наредните генерации. Ние го трошевме тој капитал, за жал. Значи, наместо да го оплодиме, да го пренесеме како подобар Охрид, со кој што ќе биде пример за ево како се менаџира едно светско наследство, ние го стигнавме на вратата пред излегување. Последен е она жолто светло свети и
се надевам дека не може една институција да го реши. Тоа е комплексно прашање. Прашањето на регулација на просторот е едно од најкомплексните. Машинство, да. Меѓутоа, во просторот грешките се епохални и катастрофални. Значи, она што во просторот го грешите, тоа е нешто што идните генерации ќе го трпат. Значи, и се во Скопје сте за покажува тоа свесни. дека ударот што е направен со Свети Климент Охридскиот универзитет на начин на кој прилично симптоматично е изведен. Потоа целата таа структура на реакции стигнува до дивоградбата со џамијата, до она скарадна куќа на сред езера, речиси во камо Свети Стефан и во близината. И јас ве прашувам, а и заедно, врз оваа ваква опиплива материја, не можевме ли да направиме цел концепт во кој ќе ги споиме новите сознанија? Охрид да станеше еколошка оаза, да се возеше со електроавтомобили, автобуси, да нема автомобили, да нема дивоградби. Што е тоа што во овој момент на тој микрокосмос во Македонија не можеме да го примениме со нови вештини и нови науки? Веројатно консензусот да работиме во еден одржлив правец. Најчесто онај брзиот правец на развој е деструктивен и веројатно така се прифати. Помалку сме како академска заедница, што не е оправдување, маргинализирани. Значи, не може Охрид да се развива без консултации со оние кои што тоа им е занимање. Да се направат дебати во сите видови на планирање, на просторот. Професоре, постои во Охрид факултет за туризам. Така е, не само тоа, јас Центар предавам и за на факултетот за филозофија. Така е. И сега после сето тоа, ако вие немате глас, џабе ние, успеа да кажем, се боревме против Дуински. Што правиме? Не е тоа дека оние што ги викаат decision makeri сепак одлучува на крајот на еден пократок период да можат тој развој да го прават. Тоа е фин израз за политички криминалци. Не, се јас тоа. Не, тоа е сериозно ви кажам. Невозможно е. Ја мислам дека Македонија не е свесна што со Охрид ни се случува и како ќе го изгубиме Охрид, да речем условно. Ако радикални мерки не се преземат... Имаме тука, условно кажем, професорот за новите технологии, до сега, барем ако ништо друго ќе направевме електрични автомобили да влегуваат и надвор од градското подрачје. Па Дубровник го изолираа комплет. Замислете тоа да го направевме како со Дубровник. Така, значи основно е дека во самите закони кои го третира просторното планирање, урбанистичкото планирање, Охрид не беше издвоен како посебна целина. Законите важеа за сите градови и за Охрид. И сега не може еден заштитен град под светска заштита да биде исти условите за просторно урбанистичко планирање како и другите градови. Едноставно тоа е недозволиво. Но тоа се случи и сега резултатот е овој. А не е само повеќе факторијална е таа пресија врз градот. Сите ја чувствуваме таа пресија врз градот и помалку сите се чувствуваме немоćни како поединци за да делуваме. Сега ова е провокација за професор Кочев кој рече дека е мултидисциплинарно. Ја прифаќам затоа што верувате тежина и мачнина кај мене предизвикува дека точно јас заштита и ревитализација, значи јас сум потврдил во некоја мерка што тој град стигнал таму. Ако некој не ме слушал, може и погласен требало да бидам. Значи не е тоа критика секојаш кон другите. Вината сите треба да ја сносиме. Не е тоа дека да ја делегираме кон друг. Микропроект Охрид. Не случајно, можеби вон контекст е, ама мислам дека е историска шанса да се пробаме. Наспроти овие светски трендови, сега зборувам за електрични автомобили, утре за дронови, тоа е само после две децени. Охрид ќе го изгубиме, ќе изгуби неговата еколошка, неговата археолошка вредност, содржина за туризам, не зборувам и за економија. Што е тоа што може, вие сами рековте, мултидисциплинарно да се направи? Апсолутно. Ова што мислам дека треба да биде направено, и ректорот е тука присутен и мислам дека таа иницијатива треба да потегне од него, дека треба да се има пристап да академската фела, не само Универзитетот во Битола, туку сите универзитети што се во државата, да настапат заедничко и да се наметнат во суштина на оние што вие ги рековте policy makeri или политичарите, со една feasibility студија со која што ќе се укаже кои се оние мерки што треба да бидат преземени за да Охрид се заштити. Мислам дека е крајно време да се има еден таков пристап за да се обезбеди оној одржлив развој. Значи денеска Обединетите нации постојано зборат одржлив развој кој што ги има
сите оние 17 цели нели кои што ги има поставен. Ајде да видиме колку од тие цели исполнуваме, да направиме еден интерен проект или физибилити студија, да видиме што е тоа. А тоа многу лесно може да се направи. Нели, заеднички проект, сите универзитети ќе одвојат по одреден финансиски средства за да се покријат основните трошоци, меѓутоа да се добие, за да не збориме напамет, него да добиеме една физибилити студија која што ќе биде реална, која што ќе биде на база на одредено истражување, која што ќе биде понудено во суштина и на локалната самоуправа во Охрид, меѓутоа и на владата, за да се види на научна основа што е тоа што треба да се преземе Охрид за да биде заштитена. Мислам дека тоа треба час поскоро да биде. Професорот Кочов и ректорот Коруновски за крај ги прашувам, што според нив би требало да донесат реформите во високото образование? Дали се тие приоритетна и централна тема на економско, на академско, на политичко ниво? Дали ги перцепираме и предвидуваме динамиката на бизнисот, на технолошкиот развој и новите иновации? Новите реформи треба да го затворат онај круг кој што го претходно го зборувавме. Образованието како систем и бизнисот и небизнисот како дел од образованието. Кога тој систем ќе го воспоставиме и тие етички норми и норми на меѓусебна комуникација ќе се подобрат. Досега градевме ѕидови помеѓу средното образование и факултетот. Ние вината ја префрлавме за неквалитет кон нив, бизнисот кон нас. Ајде да заеднички разговараме и да споделиме размислување, затоа што на крајот целта е иста. Добивање студент кој што прво ќе е задоволен од своето знаење, а второ ќе е неговото знаење применливо во оние на кои што им треба. Сега тие реформи, тргнувајќи од овај општа цел, да ја речам долгорочна, треба само да се најде еден акцијски план и да се спроведат. Сега го осеќаме ние тоа, дека и бизнисот се врти на кај нас. Претходно, за едно работно место кое ќе се објавеше 10 кандидати. Сега нема такви. Нема ни кандидат. И тие доаѓаат кај нас и викат, дајте ни студенти кои што претходно би ги обучувале. Значи, ставени сме во ситуација на еден пресек период во кој што мора исто брзо да делуваме. Брзо да делуваме, да се обединиме без предрасуди едните кон другите и да научиме едните од другите. Професор Кочов, вашите поенти. Се разбира, ја прецепирам констатација дека во Македонија има премногу факултети, премногу универзитети, не заради тоа што нема квалитет, може и тоа, но е факт дека тие не ги следат сите светски трендови и ние продуцираме кадри колку за берза да има или за локална потреба. Апсолутно. Мислам дека е неопходно реформите во образовниот систем да започнат што е можно поскоро во сите степени. Само да не заборавиме, тоа сакав и пред малку да го спомениме и оние кои што се наставници, професори во основните и во средните училишта се наш производ во суштина и се зависи каков производ ние сме извадиле па за да тие ги образуваат новите кадри. Но реформите во образовниот систем мора да дојдат што е можно поскоро. Тие сигурно ќе бидат болни, меѓутоа тоа треба да се издржи, бидејќи со еден реален пристап во реформите, можеби ќе треба да дојде до затварање на одредени факултети, универзитети, единици, наставни планови и програми, доколку сето тоа подлежи на одредена стратегија за развој. Не може тоа да биде административно, може пазарот да го диктира тоа. Апсолутно. И тоа лесно се докажува. Ако се направи евиденција во последните 5 години или последните 10 години колкав бил бројот на студенти или заинтересираност од таквиот профил, ќе даде својата цел на крајот од краиштата. И она кое што е посебно важно, кое што Европска унија тоа сега го спомена и во поглавието за високото образование, градење на паметна специализација или смарт специализација во Македонија, во кој што ќе бидат точно дефинирани приоритетите за понатамошниот општествено-економски развој и на база на тие приоритети да се определи кои се тие кадри кои што нас ќе ни бидат неопходни за да можеме да обезбедиме одржлив развој на државата. И мислам дека е неопходно, значи да министерството да се зафати со таа реформа што е можно поскоро и да ја имплементира истата во рамките, посебно во високото образование. Ја на крај мала провокација. Пред 5 години 110 професори му пиша писмо на Груевски дека скандалозен е концептот за реформи на високото образование. Дали не е време да му се пише и на Заев дека ова што сега се случува со стендбај политиката кон високото образование може да не однесе далеко срочно кон пропаст на визијите за економскиот развој на Македонија?
Видите вака пред Исфрлете го заев, разговарате слободно. Начално, значи читав, ме интересираше чисто провокативно, некој ми спомена дека кај многу од политичарите образованието е број 2 тема во програмите кои што ги нудат, посебно овие што сега беа за европските парламентарни избори. И навистина, значи првиот дел е она што значи економија, вториот дел е она кое што значи образование. Тоа значи по дефолт, сакале или некеле, образовниот систем кај нас мора да претрпи реформи. Не можеме ние да имаме основно образование во кое што имаме 80% одлични ученици. Не можеме да имаме средно образование во кое што имаме толку голем број на одлични ученици. Мора да имаме одредени механизми со кои што ќе се реформира и кои што ќе бидат имплементирани и кои што ќе дадат навистина соодветен квалитет во сите три степени. Заев, оставите го. Така е. Мислам дека да. Ова е релација која цело време зборуваме. Што е тоа што вие морате да го правите како пресија врз општествената јавност и стручната јавност? Значи ние сме, ајде тука и јас би малку полемизирал, сепак сме јавни универзитети. Понекогаш за некои студиски програми не мора да има толков интерес, но државата интерес е, на пример, историја. Не можете вие да затворите катедрата за историја или значи не мора да има интерес или филолошки, така значи тоа се јавни, ние сме јавни универзитети. Сепак мораме и имаме и одговорност кон околината кој што е. Но мислам дека треба да се многу често во суштина на се е финансирањето. Ние сега сме еден вид на трговци, трчаме по студенти затоа што дел од нашето финансирање е партиципирано од студентите. Значи мора таа спрега малку барем да се олабави и дали ќе имате вие 3 или 300 студенти, едноставно вие мора на помал број на студенти, секако квалитетот повеќе, но тоа да не значи дека имате помалку финансирање. Така е, ректорано, се извините што ќе меѓутоа треба да бидеме начисто. Јас не споменав затварање од типот на историја или било што, меѓутоа ние имаме и согласно законот за високо образование, ние имаме јавни научни установи, имаме институти кои што се за наука и истражување, кои што се неопходни за државата, меѓутоа мораме да бидеме сведоци дека имаме, да речеме, студиски програми по машинство на 6 универзитети. Имаме ли навистина потреба од толку? Да, ако имаме дека кадрот од УКЛО дава услуги на универзитетот во Штип? Или дека универзитетот во Штип дава услуги на државниот универзитет во Тетово. Единствен универзитет што се има на некој начин заштитено или заречено дека нема да дава кадри, тоа е универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Сега од таа гледна точка, а сите тие се во суштина на товар на државата и се финансирани на товар на државата, прашањето е дали треба да имаме таква распрсканост на толку студиски програми со кадар кој што едноставно постојано го споделуваме. Тој професор кој што е од Машински факултет во Штип да држи настава, да речеме, на технички или обратно. Значи за тоа зборував, не зборувам за она што државен интерес на државата. Така е, но сметајте дека и мора да има и просторна дисперзија и на универзитетите во смисла на еден, ние го зборувавме за тој развој кој што е одржлив, но мораме да зборуваме и една друга парадигма во просторот, а тоа е равномерен регионален развој. Значи не можете да развивате не се согласувам дека треба да има правен факултет во Кичево и во Битола и во Скопје и во Штип и така натаму. Значи тоа пак е некоја визија, ако веќе да речам, тоа е пак некоја анализа која што не може туку така едноставно да се направи, затоа што, ајде, често го спомнуваме правниот факултет, но правниот факултет во Битола бил основач на универзитетот во Битола. Сега што бил реоснован во Кичево, тоа е друга грешка, но она што сакам да кажам, нашата одговорност, нас ни е потешко да ние работиме во 4 града или 5 градови. Замислете сето тоа да го поврзите. Ама тука е таа општествена одговорност. Не можеме се да префрлиме во Скопје. Мора да има активности на високо образовен аспект и во други градови. Доколку постојат услови. Така. Но, значи, тоа е сега одговорноста да ние не паѓаме на квалитет заради тоа што сме во друг центар. Но не можеме, све тоа е, после ќе се врати равномерниот регионален развој е основа на правилен економски развој. Зошто нас Европска унија ни дава цело време субвенции? Па за да не направи барем поблиску развиени како нивните региони. Затоа што
После тоа се економски последиците и на крајот политички се. Ако немате равномерна дистрибуција на тие текови, па и образованието тука да го ставиме. Затоа го браниме оној дел кој што значи... Тезата на професор Кочев е во услови од Штип до Скопје кој патувате за 20 минути, зашто штипскиот професор не би можел да предава на скопскиот? Во таа стратегија би требало точно да се определи кои се точките и каде има интерес, точно и каде има традиција или некако. Да мораме да имаме добра стратегија, јасна стратегија и на база на процес на евалуација и само евалуација да одлучиме дали навистина имаме потреба од исти наставни планови и програми на 5 универзитети, доколку пазарот на трудот бара има потреба од еден. Инаку иднината знаеш што е? Иднината е фузирање сега на универзитетите. Сега последно беше спојување на Париз и Сорбона во еден мега универзитет кој што има над 200.000 студенти. Значи, ваквото искуство го споделуваат и други земји. Прво формираат многу универзитети, после ги некако ги фузираат, но тоа е. И концептот на претприемачки универзитет, кој што за жал многу луѓе го разбира дека тоа е бизнес во универзитетите, апсолутно не е бизнес, меѓутоа претприемачки универзитет кој што ќе има и собствена стратегија која што ќе се базира на стратегијата на државата и кој што ќе има бар за 5 до 10 години видици во која насока ќе се движи и во која насока ќе одат наука, истражување и така натаму, мислам дека се претприемачките универзитети сами се репродуктивци на профит и на истражување. Бидејќи ќе треба да формираат центри кои што ќе бидат во форма на стартап компании за некои студенти. Добро, ректорот Коруновски, професорот Кочев беа вечерашни гости. Отворивме тема за високото образование со универзитетски професори. Во четврток ќе имате можност на истата тема да ги чуете становиштата на добрите студенти и на луѓето кои произлегува од македонските универзитети и кои се пуштени на пазарот на знаењето и на пазарот на работна сила. Ви благодарам уште еднаш. Пријатна вечер. Благодариме.